да останеме смирени, стабилни и да се вратиме повторно во себе, односно во она што е наше, односно во убавината и светлината на денот. Здраво и добре дојдовте на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој и тренер коуч под супервизија по методот Оли. Инспирацијата за денешното видео ми е од моето секојдневие, од нашето секојдневие и сакам со вас да споделам некои размисли за тоа како јас се носам со стресовите, со реакциите на другите луѓе во текот на денот, со се она што може да ме изнервира, понекогаш ме нервира, понекогаш не, или порано многу повеќе ме нервирало, фрустрирало, а денес сум нашла некои начини, методи како да се справам и да се носам со тоа и сметам дека може да ви помогне доколку немате вие некои своји методи или пак да ве инспирира и да ве предизвика да најдете и да размислите некои своји начини и методи како ќе го правите тоа. Живееме во некое стресно време, под различни притисоци сме. Голем дел од сите тие стресови предизвици се распира. Си ги предизвикуваме сами, не можеме да промениме тоа што се случува надвор, не можеме да ги натераме луѓето да се однесуваат вака и онака, а она што може да го направиме е да работиме на себе и да најдеме начин како да се носиме со тие секојдневни стресови, фрустрации и се она што може да не вознемири, а што фактички нема потреба, затоа што не е наше, нема потреба да го преземаме од другите, а за жал често тоа го правиме. Денешниот ден на различни начини ме инспирираш, имав многу такви предизвици, многу движења, средба со различни луѓе и се сретнав со различни реакции, различни расположенија. Денот ми почна како што ми почна, со дали ќе стигнам на време, дали нема да стигнам, дали ќе задоцнам, што ако задоцнам. Се до оној момент, додека не си кажа во ред, ќе биде како што ќе биде, ќе стигнам кога треба да стигнам, не можам ништо да променам, тоа е што е. Следниот чекор, доколку има потреба, доколку многу повеќе задоцнам, треба само да се јавам, да се извинам, да објаснам, што и да е во вашата ситуација. Непотребно е нервирањето од рано наутро, поради собрајкајот, поради тоа што сме очекувале дека ќе биде вака, испаднало така, поради метежот кој го има во градот, затоа што тоа е нешто што е константно и секојдневно. И наоколу сме обкружени со еден куп нервозни луѓе кои постојано се фрустрираат од сиот тој метеж, се нервираат, гласно довикуваат, се пцујат дури едни со други. Нема потреба да ни почне денот на таков начин. Гледав едно видео во кое една јутуберка кажа, замислете се она што кажувате во текот на денот, да го имате испишано на лицето, на телото. И искрено тоа малку ме замисли. Не би сакале, нели, да бидеме испишани со навреди и пцовки и тоа секојдневно да ни се случува. Денот почна како што почна, беше секако што требаше да биде, нити стигнав на време, нити доцнав премногу. Едноставно, како и во различни ситуации во животот, некогаш ќе стигнеме пред време, некогаш на време, некогаш ќе задоцниме и секогаш има причина зашто е тоа така. Затоа единствено ни останува да го прифатиме, можеби да се заблагодариме за тоа што сепак имаме можност да стигнеме таму каде што треба да стигнеме, па дури и кога не е тоа на време. И да го почнеме денот онака како што ни е планирано, со 5 или 10 минути за доцнување. Напишав вчера на мојот Facebook профил со исто име Ти можеш, немој да брзаш. Животот е премногу краток за да брзаш. И тоа е многу интересно, затоа што јас сум човек кој постојано брзал, кој постојано доцнал, кој постојано бил во некаква трка со времето. Но со годините сватив дека едноставно, колку и да трчаш, некогаш ќе стигнеш токму тогаш кога треба да стигнеш или ќе стигнеш токму таму каде што треба, независно што и да направиш. Затоа немаме друга опција, освен да се препуштиме, да прифатиме и да уживаме во животот. Во текот на денот, бидејќи контактирам со многу луѓе, се соочив со разни туги фрустрации, со повишени тонови, со некоја патетика на која што јас сметав дека не е тука местото, со луѓе кои се обидуваат со информациите кои што ги даваат, а не е ни место, ни време, нити пак јас ги чувствувам толку блиски, да споделат со мене својата тага, тежината на животот, скапотијата и така натаму. Да, во ред,
Може би тоа и фактичка состојба, меѓутоа постои време, место, начин и постојат луѓе чија болка можеме да ја носиме, да ја поднесеме и понекогаш ја собираме и товариме врз себе туѓи товари. Тоа не значи да не ги слушаме луѓето, меѓутоа емотивно да не влегуваме нити во нивниот гнев, нити во нивната фрустрација, нити во нивните ставови за животот, нервозите од нивните приватни животи, фрустрациите од работното место. Затоа што тие не се наши. Тоа што некој ни вика, тоа затоа сум зборувала и во другите видеа. Тоа е негова работа, негов проблем, негова фрустрација, не е моја. Јас тоа викање едноставно ќе го тргнам на страна, немам врска никаква лично со мене. Тоа што некој е премногу патетичен за мој вкус или пак неадекватно е патетичен во ситуација во која што нема потреба. Сите можеме да бидеме и патетични, и тажни, и константно да зборуваме за своите болести и болки. Еден период во животот и јас го правев тоа. И наоѓав луѓе со кои го делев тоа, својата болка, својата тага, своето не можам, своето не знам како. Меѓутоа со тек на време, кога мене ми дојде премногу, кога мене ми се здосади, едноставно и луѓето наоколу почнаа да се менуваат, да во ред, ќе кажам да во ред, некој ќе ме слуша, меѓутоа не очекувам веќе некој секојдневно да го замарам со своите болки, не можам, не знам, нити пак сум секојдневно расположена и достапна за нечии таги, болки, патетики и фрустрации, затоа што на крајот на краиштата сите имаме сопствени животи, сопствени тежини, сопствени болки со кои се носиме и не можеме, немаме ни капацитет за постојано да бидеме раме за плачење на другите. Да се заземе таков животен став е апсолутно во ред, а да се провери дали ние сме тие кои за секоја ситница ни треба раме да се исплачеме. Тоа е навистина пожелно. Ако ние го правиме тоа, може би е време да се прашаме што очекуваме, зошто постојано ни треба некој да ни биде раме за плачење или подршка, затоа што не можеме да преземеме одговорност за сопствениот живот. Или затоа што едноставно така ни е полесно, во ред, ако потрае одреден период. Меѓутоа, ако тоа ни стане начин на живот, луѓето ќе почнат да не избегнуваат и имаат право на тоа. Независно дали се работи за туѓи фрустрации, гневови, значи повишени тонови, навреди понекогаш, патетични приказни, параноични однесувања, реакции, се тоа луѓето се обидуваат да го извадат од себе, затоа што така е полесно. Знаете дека и на социјалните мрежи секојдневно се соочуваме со тоа. Тоа нема никаква врска со нас, не е наша работа, не е наш проблем, дури и кога таквите коментари се наоѓаат на нашите ѕидови. Тоа едноставно може да се избрише, да се забрани, да се блокира и апсолутно имаме право на тоа. И во тој свет, и во овој другиот реален живот. Едноставно имаме право да ги избришеме сите тие коментари, забелешки, кои што може би ќе ни го расипат денот, да ќе ни го расипат, ако ние го дозволиме тоа, ако не го дозволиме, ќе излеземе од таа приказна и ќе си продолжиме со животот, ќе го оставиме тоа што не фрустрира и што не е наше таму каде што му е местото. И не е толку едноставно, иако звучи едноставно, меѓутоа со секојдневна работа може да се постигне тоа. Се она на кое не можеме да влијаеме, се она што не можеме да промениме, едноставно да не дозволуваме да не фрустрира и да ни го расипува денот. А денот може да биде убав и неубав, лош и добар, се зависи како ние ќе избереме. Денот си е само ден, се зависи од тоа како ние ќе се однесуваме, реагираме, каде ќе ги задржиме мислите, што ќе примиме во себе, на што ќе ги трошиме емоциите и енергијата, а тоа е наш избор. Секој ден е наш избор. И во денот може да има се и се што, меѓутоа наша работа е да го задржиме фокусот на она што ни е позитивно, убаво, на она што не радува, за да можеме оттаму да црпиме сила и полесно да се носиме со сето друго што ни се случува и ќе се случува, затоа што животот е таков, шаренолик и затоа што е препон со убави и неубави, пријатни и непријатни настани и изненадувања. Во некоја таква ситуација во која што некој однадвор се обидува да ни ја пренесе својата фрустрација, негативна енергија, ние можеме да се смириме во моментот, да се вратиме кон себе си, да се стабилизираме
да се запрашаме што имам јас ова, дали е нешто од ова мое. И потоа, кога ќе си одговориме и кога ќе сватиме, кога ќе освестиме дека тоа зависи само од другата личност, да се обидеме во себе, да најдеме разбирање. Небитно дали е под голем притисок, дали тоа е принцип на однесување, дали знаеме нешто од нејзината приказна која што влијае така да се однесува, небитно, не е наше. А тоа дека ќе разбереме не значи дека поддржуваме, не значи дека преземаме. Значи, смирено и сталожено. Зошто ова ме допира? Што е од ова мое? Како можам да се ослободам од ова? Може би нема да можеме секогаш на лице место, меѓутоа, по известно време можеме да најдеме простор каде што ќе се издишиме, каде што ќе се потсетиме кои сме, каде што ќе се потсетиме на убавите работи кои ги имаме и едноставно ќе си кажеме ништо од ова не е мое. Ништо од ова не ми припаѓа, ништо од ова не земам, па дури ако треба и да и го вратиме на личноста која се обидела да ни го даде и може би во еден дел успеала. Можеме исто така да се тргнеме настрана, да направиме вежба за дишење, неколку пати длабоко издишување и вдишување, со тоа што со вдишувањето ќе вдишиме љубов, светлина, радост, мир, а со издишувањето ќе го издишиме она што ни представува фрустрација, болка, тежина во тој момент. И за крај се разбира, можеме да го запишеме тоа некаде на лист, да го споделиме она што ни сфрустрирало, да остане таму каде што е запишано на хартијата, да не го чуваме внатре во себе во телото. А ако сепак некаде сме го залепиле, тогаш можеме да направиме некоја визуализација, медитација, вежба за свесност на телото, да се повлечиме некаде 15-20 минути или кога ќе имаме време за тоа, да провериме каде точно сме го задржале тоа што сме го примиле не сакајки и да му дозволиме да се разлее низ нашето тело, да се ослободи, а потоа да го извадиме надвор. Јас ви посакувам убав ден, се надевам дека ова видео ќе ви помогне, ќе ви даде некои идеи и користете ги сите овие работи кои што јас и другите луѓе ви ги нудат, кои што се практично применети, затоа што, како што реков, деновите ни се стресни, под постојан притисок сме, но ние сме секогаш тука да се вратиме во сопствениот мир и свесно да одлучиме дали ќе дозволиме некои надворешни луѓе, некои ситуации да ни го расипат денот и да чувствуваме болка, тага, гнев, кои воопшто не се наши. До некое следно видео со некоја нова тема. Ви посакувам се најдобро и ви благодарам што ме следите. Споделувајте ги моите видеа, коментирајте, ставете лайк или ми се допаѓа и сите заедно да продолжиме понатаму и да работиме заедно на квалитетот на нашето живење. Се на љубов.